Со така и неверување учесниците на годинашното издание на малиот битолски Монмартер кои синоќа пристигнаа во Битола ја примија веста за пожарот кој проголта голем број детски ликовни творби. Сепак на свеченото отворање сите изразија надеж дека студиото ќе биде обновено и натаму ќе биде собиралиште за младите ликовни амбасадори од цел свет. Шокиран, деца се разочарана. Ме шокираше веста за пожарот, а децата се разочарани зашто им кажував за ликовното студио. Оваа година доаѓаат многу деца од Хонг Конг, слушнавме за пожарот и тажни сме поради тоа, но мислам дека работата на децата нема да запре. Многу сме приврзани за ова место и плачевме кога видовме, но се надевам следната година студиото пак ќе биде најубаво. Младите творци велат дека оваа година ќе насликаат уште поубави ликовни дела за да ја надоместат штетата од пожарот. Прв пат сум тука и се чувствувам одлично, луѓето се многу љубезни, но се чувствувам ужасно поради пожарот. Мојата сестра беше овде и јас сакав да дојдам да видам, но кога стигнавме видовме страшна гледка. По трет пат пристигна и 8-годишниот Лао Кинг Джи од Кина, кој уште од третата година доаѓа во Битола. Годинава е добитник на највисокото признание на малиот битолски Монмартер. Многу сум возбуден што сум повторно тука. Доаѓам по трет пат. Овде сум зашто сакам да сликам убави сцени од Битола. Годинава на колонијата учествуваат 70 деца од 17 земји во светот. Тука и навсекаде низ светот веќе преку малиот битолски Монмартер се филмира доста. Инаку битолската општина ќе ја помогне реконструкцијата на студиото. Ние стоиме на располагање максимално да помогнеме за санација на овој објект. Значи ова е во срцето на старата чаршија, ова манифестација е исклучително значајна. Откако со огномет беше означен стартот на манифестацијата, ликовните творци денеска веќе започнаа да сликаат мотиви од Битола.